Неколку месеци министер за внатрешни работи во владата, сега повторно генерален секретар во партијата. Спасовски дали беше губење на време вашето министерување со оглед дека се беше збришано во еден ден што направивте? Очигледно е дека она што се случуваше со разрешувањето на министрите од опозицијата покажа дека не е залудно губење на времето. Очигледно е дека се покажа поинаков начин на функционирање на Министерството за внатрешни работи, се покажа поинаков однос, ако сакате, кон македонските полицајци, меѓутоа и се покажа дека ВМРО-ДПМН има потреба и текако да го има Министерство за внатрешни работи под свое, онака добро ВМРО-изирано или груевизирано, и мислам дека како реакција на тој нивен страв дека можат институциите да бидат ослободени, се случи тоа што се случи со поништувањето на одлуките на министрите и враќање се во првобитна состојба. Најверојатно дека за нив е непознато друг начин на делување, туку она што и Јанкуловска говореше дека Министерството мора да работи како МВР и дека мора да се злоупотребуваат и техничките и човечките ресурси во Министерството е еден начин на владење автократски, кој што веќе е докажан и за кој што се повеќе граѓани имат мислење дека треба што поскоро да замени. Поедини случаи за кои најавувавте разврска и дури кривични пријави, сепак не ги реализиравте до крај. Не видовме ефект пред вашето заминување. Тука ќе ги спомнам личните карти кои што ја отворивте аферата, исто така и демолирањето на општина Центар, за што најавивте кривични пријави за сторителите. Зошто ова до крај не го реализиравте? Во сите овие постапки едно е јасно, дека окупацијата на институциите на системот во Република Македонија, таквата безобразна партизација или груевизација, како што јас ја нарекувам често, допринесуваат да целиот тој систем не може да функционира така како што треба да профункционира. Сакам да ви кажам дека многу важно е, не Министерство само за внатрешни работи, туку многу е важно да имате и обвинителство кое што ќе може да ги брка работите, да ја спроведува истрагата и заеднички да постапуваме во одредени случаи. Што се однесува до личните карти, тоа не е случај кој што беше отворен и дека нема никаков епилог. Напротив, тоа што го објавивме, што го покажа интерната истрага внатре во Министерство за внатрешни работи, со тоа што се покажа дека многу лични карти биле издавани без соодветни документи. Како резултат на тоа се отвори и предметот Титаник. Тоа е, впрочем, злоупотреба на личните документи во однос на изборниот процес. Сега имаме аболиција која што ги аболираше сите учесници во овој процес од највисоко можно ниво во рамките на Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, факт е дека овој процес мора да има судска завршница која што ќе го покаже целиот тој начин на злоупотреба на институциите, конкретно на Министерството за внатрешни работи. Тоа е едниот сегмент. Второ, 447 лични карти поведовме управна постапка и ги поништивме. Тоа се однесува за гласачите од Пустец во општина Центар за локалните избори, кои што беа издадени без никаква документација, немаше ниту имотен лист, немаше ниту договор за закуп за тие лица во однос на добивањето на живеалиште во општина Центар, а со тоа и на лична карта и право на глас и така натаму. Поништувањето само кажува дека и тука уште еден престап е сериозен кој што беше направен. Така да, тоа е еден од сегментите. Се отворија многу постапки кои што беа претходно, односно кои што требаше да бидат претходно завршени, меѓу кои што е една и нападот за општината Центар. Еден дел од работите кои што успеавме да ги завршиме, ние сме доставиле соодветна документација и пријава до јавното обвинителство. Меѓутоа, очигледно дека од таму имаме молки и не ги понатаму процесуираат работите така како што треба. Исто така, бевте сведоци дека откривме и многу фалсификувани дипломи на вработени внатре во Министерство за внатрешни работи. Имаме фалсификувана диплома, откриена уште во 2011 година, за која што тогашната
Министерка Гордана Јанкуловска веројатно дека ги има земено сите документи без при тоа да се покрене ниту дисциплинска постапка да биде отстранет од работно место, ниту да се покрене кривична постапка заради тоа што злоупотребил фалсификувана исправа да дое до некаква противправна имотна корист, бидејќи овие рокови за дисциплинска постапка и за кривичната постапка беа застарени, побаравме преку државниот правобранител да му се прекине работниот однос. И тука има обструкции, ниту реагира просветниот инспектор, ниту реагира судот и се уште тоа се држи на едно такво ниво за да биде заштитен тој човек кој што и покрај тоа што има фалсификувана диплома држи соодветно работно место, за тоа не знам награди имал земано и така натаму. Исто така и другите кои што ги откривме во Куманово. Многу од процесите, постапките кои што требало да бидат завршени не се третирани на соодветен начин во моментот кога биле сторени. Пред се и нападот на општина Центар, меѓутоа и нападот врз новинарите. За дел од овие случаи имаме целосно рачистување и поднесување на соодветни документи и пријави. Нападот врз новинарот односно собственикот на Доказ порталот веќе има кривична пријава и се води постапка и уште едно лице од нив треба да се утврди од напаѓачите кои што до денеска не е еден дел од лицата се откриени и се процесуирани до обвинителството. Знаете дека и пишување имаше во медиумите дека инспекторот кој што го водеше овој процес беше деградиран од работното место. Понатаму во постапката го вративме на соодветно работно место, па сега со одлуката и тоа беше поништено. Сакам да кажам дека постапките во моментот на сторувањето на овие кривични дела не биле соодветно третирани. Очигледно дека тука станува збор за заштита на одредени групи на луѓе, на поединци. Сето тоа и покрај сите обструкции кои што ги имавме во рамките на Министерството за внатрешни работи се направи еден добар исчекор напред. Пред се за враќањето на довербата во институцијата. Тоа е министерство дел од оваа влада кој што исто така окупирано од системот на државата, вамароизирано, груевизирано до крај, затоа треба време за да можеме да се врати во нормала, меѓутоа се направи еден прв исчекор кој што прати силна порака и до вработените во Министерството и до македонската јавност дека може да се работи сосема поинаку. Спасовски, зборуваме за партизација на МВР, меѓутоа да не заборавиме дека и вие бевте обвинети дека го партизирате МВР со кадри кои што ги вработувате, односно ги ставите на повисоки позиции, а исто така и дека користите службени возила за партиски цели. Прво, сакам да трнеме од второто. Значи, ниту во еден момент, ниту службени возила, ниту било кој друг вид на техничка опрема од Министерството за внатрешни работи не е искористена освен за потребите на Министерството за внатрешни работи. И тоа е сосема јасно ставено до знаење на сите во Министерството за внатрешни работи од самиот момент на доаѓањето во Министерството за внатрешни работи. Дека нема да дозволам, и тоа не го дозволив, да бидат злоупотребувани ниту возила, ниту човечки ресурси за било која од политичките партии. Тоа е првата работа. Втората работа, апсолутно нема никаква партизација, тоа е само за да можете да си го покриете собствениот срам за она што се го правеле во овие 9 години што го правеле ВМРО, ДПМН, Груевски и Ахмети заедно, и сега бараат оправдување дека некој друг ја партизира оваа институција. Јас имав кабинет, најголемиот дел од луѓето од кабинетот беа професионалци вработени во Министерство за внатрешни работи долги години со сериозно и животно и професионално искуство. Имав доктори на науки, имав магистри од областа на безбедноста кои што беа во мојот тим, на кој што сум и сериозно горд заради тоа што со сите тие обструкции благодарение на тие луѓе, на мудроста која што имавме, поминавме многу важни и многу сериозни предизвици во целиот овој период на присуство во Министерството за внатрешни работи, така да нема место за било каква забелешка и сите овие такви флоскули кои што ги објавуваат и провладените медиуми и луѓето од Министерството за внатрешни работи кои што се задолжени за креирање на некакви партиски политики го сметам како еден политички инструмент за да си ги оправдаат собствените постапки на целосна партизација.
Од денеско опозицијата и невладините најавуваат радикализација на протестите. Што значи тоа? Дали значи дека повторно ќе се блокираат улици? Дали на тој начин мислите дека се прави некој ефект против власта и против Груевски или? Ние најавувавме дека мора да имаме ситуација на радикализација на се со цел да се мрднат малку работите од ова мртва точка која што е сега, да се вразуми власта, односно ВМРО, ДПМН и ДУИ, дека мора да се вратат на договорот од Пржино ако сакаме да имаме мирна разврска на политичката криза. Денеска ќе бидат најавени дел од чекорите. Социјалдемократскиот сојуз ќе има седница на Централниот одбор, после тоа ќе имаме одлука која што официјално ќе ја соопштиме пред сите граѓани. Едно е јасно дека сите работи кои што ќе бидат превземени се со цел да се штити интересот на граѓаните на Република Македонија, да успееме да ја довршиме оваа битка за иднината на оваа држава заедно со граѓаните на Република Македонија. Дали тоа значи дека во овие чекори радикални ќе видиме нешто што не сме виделе до сега? Во овој момент може да се каже дека разни форми ќе бидат применети, се со цел да привлечеме што е можно повеќе луѓе, да се прошири овој фронт и заеднички да ја добиеме оваа битка, пред се битка за иднината на Република Македонија. Вчера од Неготино порачавте дека со Никола Груевски нема повеќе да преговарате. Што значи тоа? Дека нема да седнете на маса со него или дека не е релевантен фактор за преговарање или пак дека воопшто нема да преговарате? Ете, ако разговараме, Никола Груевски и не е релевантен фактор заради тоа што не може човек кој што бил цело време на чело на влада или на политичка партија која што е упропастувала Република Македонија во изминатиот период да биде и дел од решението и дека навистина мора да се бараат сили кои што ќе ја сватат сериозноста на целиот овој момент за да можеме да дојдеме до решение. Јас во Неготино реков дека со Никола Груевски не може да се преговара за никаква амнестија и за никакво помилување за било кој представник на власта кој што учествувал во незаконски вршени работи. Така да, видите, секоја криза завршува на крај со некаков диалог. Тоа ќе се случи во Република Македонија и тоа затоа мора да имаме поддршка, односно гарант и од страна на меѓународната заедница, бидејќи се покажа досега многу пати дека не може да се верува на луѓе кои што потпишуваат договори, а при тоа немаат политичка волја и желба да ги исполнуваат. И тоа е период кој што е и многу неизвесен, период кој што од една страна раѓа нови очекувања кај граѓаните, што е тоа што ќе се направи како следен чекор за излегување од оваа политичка криза, меѓутоа воедно и не се останува сомнежот кој што имат за политичката спремност на луѓето од власта да имаме мирна разврска на политичката криза. Во однос на амнестијата кажавте дека сака да се пазари за да ја спаси својата глава и уште на 23. Дали тоа значи дека имате некои информации дека се пазарел до сега? Сите постапки кои што можете да ги видите на неговото однесување, се тоа на што можевме да го констатираме од случаите кои што ги отвори специјалното јавно обвинителство, покажува дека навистина се луѓе кои што се вмешани во сериозни нелегални работи кои што се случувале во Република Македонија. И тоа е сосема нормално, тоа е многу јасно да секој граѓанин на Република Македонија констатира дека во едни такви услови би сакал да се пазари, да разговара за евентуални обиди за амнестија и така натаму, меѓутоа и факт и друг дека Република Македонија не може да направи ниту еден мал исчекор напред кон демократизација, кон слобода, кон враќањето на правдата во Република Македонија ако со било кого се разговара и се преговара во однос на оваа работа. Мислам дека справувањето, борбата против корупцијата, против криминалот во Република Македонија мора да биде безкомпромисна, да започне и без разлика на тоа кој на која политичка партија припаѓа, на која нација припаѓа, на
кој до кого е близок, за секој да има правда и за секој да важи подеднакво законот. Досега се покажа во овие 9, скоро 10 години дека правда има само за луѓето околу фамилијата на Груевски. За сите други е можно да се случат многу лоши работи кои што најверојатно за нивните поддржувачи не ги ни замислуваат. До кога ќе трае ова статус кво ситуација? Каде го гледате решението? Во експертска, техничка, некако вид преодна влада? Што ќе се случува во следниот период? Вие претходно ме прашавте за тоа кој е најоптималниот рок за одржувањето на изборите. Да. Сакам да знаете дека не е важно веќе временскиот период кога ќе се одржат изборите. Важно е во какви услови ќе се одржат овие избори, а за да ги створиме сите тие услови, не може оваа влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ, кои што ги направиле сите можни работи на целосна партизација и на спојувањето на партијата со државата, самостојно да спроведат сега реформи и да гарантираат пред македонската јавност и пред граѓаните на Република Македонија дека можат да организираат фери демократски избори. И тоа ние може така да се влечеме до 2018 и повторно да нема ВМРО и ДУИ да се на власт. Затоа реков дека час поскоро мора да се седне, да се договорат наредните чекори со точно дефинирани прецизни обврски кои што ќе се превземат за утврдување пред се на фери демократски избори. Тука реков чистење на избирачкиот список, нормално функционирање на специјалното јавно обвинителство, регулација на медиумскиот простор во Република Македонија и да создадеме минимум шанса за секој политички субјект, а на крајот и да имаат шанса македонските граѓани слободно да одлучат за тоа кој ќе ја води Република Македонија. Ако тоа го направиме заеднички со представниците на меѓународната заедница во Република Македонија, ако секој си ги превземе сопствените обврски, тогаш ќе можеме да стигнеме да имаме доволен временски период за да ги реализираме овие обврски и да спроведеме избори. Верувајте, посериозни реформи, суштински реформи со ВМРО ДПМН не може да ги направите во овој период. Тие не се заинтересирани за како ќе се направат? Ќе се направат реформи, реков кои, значи во чистењето на избирачкиот список со точно дефинирани правила како тоа ќе го направиме, реформи медиумски, тоа што е дел од Пржинскиот договор. За сите други реформи за кои што говоревме и кои што се констатирани како недостатоци во извештајот на Прибе, наистина треба и силна политичка волја и демократски ориентирана влада, се со цел да имаме добри реформи кои што ќе бидат во интерес на државата. Меѓутоа, Спасовски, мене ми беше прашањето, има ли идеја како ќе се изведе тоа со оглед дека опозицијата беше во влада и целиот овој период не можеше ова да го изведе, ниту реформи во медиуми, ниту да се прочисти списокот. Како сега би се извело тоа кога не сте ни во владата дури? Видете, договорот која се постигна од Пржинот, тоа не беше време во кое што опозицијата беше во влада. Пак политичките субјекти мора да седнат и да направат агенда по која што ќе действуваат. Ние само кажуваме дека реализацијата на точките од било каков договор кој што ќе се постигне не може да се случат ако таму немаме представници на опозицијата кои што ќе гарантира дека тоа што треба да се направи треба да го реализираме заеднички. Ние бевме сведоци дека имаме сериозни обструкции внатре во министерствата, имавме обструкции во чистењето на избирачкиот список, имавме обструкции во нормалните функционирање на овие министерства. Меѓутоа, реформите во медиумите, тие исто така беа врзани со разговори помеѓу групите работни во политичките партии. Овде станува збор за немање на политичка волја. И тука мора да се изврши целиот можен притисок и да еднаш за секогаш свати и Груевски и ВМРО ДПМН дека апсолутно не може да се однесува на еден ваков начин да ја приватизира и државата, институциите во државата, а сите ние граѓаните на Република Македонија да имаме последици од таков. Власта вика дека избирачкиот список е прочист. Вие имате некоја бројка за која што тврдите уште дека не е прочист? Ако имате чистење на избирачки список и во кој што после чистењето имате 5200 избирачи повеќе, сосема јасно е колку е прочистен тој избирачки список. Да тврдите дека е чист избирачки список со 5200 избирачи повеќе, а во исто време да имате податоци од Светска банка во кој што кажува дека околу 600.000 граѓани ја напуштиле Република
Македонија, верувајте, тоа не кореспондира едно со друго. Впрочем, и во она што се гледа во избирачкиот список, е очигледно дека еден огромен дел на граѓани на Република Македонија се надвор од државата и тие требаше да бидат ставени на посебен извод од избирачкиот список. Еден добар дел од граѓаните кои што се наоѓаат на избирачкиот список морат сериозно да бидат проверени заради тоа што повторно остана да лебди во воздухот тоа дали во поедини станови, поедини куќи во Република Македонија има гласачи кои што воопшто никогаш не живееле на тие адреси. За сето тоа треба проверка, да се проверат фактите и податоците до кои што дојде и Државната изборна комисија во текот на теренската анкета. Тоа може да се заврши, може да се направи, да се констатираат правилно состојбите и на крајот бројката што ќе се констатира после сите тие анализи, тоа да биде реалната бројка на избирачи во Република Македонија. Околу амнестијата ќе се случи ли целосно поништување на аболицијата или не? Мора да се случи целосно поништување на аболицијата, бидејќи носењето на аболицијата во едни вакви услови представува сериозен удар и врз државата воопшто, меѓутоа и врз правната држава, ако може Македонија да се нарече правна држава, сериозен удар врз правдата, затоа што не може еден претседател на држава да се повикува на повисоки државни интереси да амнестира политичари во Република Македонија, политичари од власта кои што сериозно учествувале во нелегални сделки или има сомнение дека учествувале во сериозно нелегални сделки и при тоа вие носите аболиција со кој што не дозволувате се води постапка. На Македонија и е потребно да работите ги вратиме на вистинско место. И секој човек да биде на вистинско место. Тој што сгрешил, ќе мора да одговара и да се соочи со последиците. Многу мина се на мислење дека процесот со објавување на бомбите дека бил и делумно погрешен со оглед дека беа најавувани најбитните бомби, меѓутоа никогаш и не беа објавени. Како Смилковско езеро. Видете, проектот Вистината за Македонија или популарно наречените бомби кои што беа објавени, еден суштински проект кој што покажа и кој што докажа сето она што граѓаните на Република Македонија го предпоставувале во изминатиот период. Тој покажа и ги разголи до гола кожа и Ахмети, и Груевски, и представниците на власта воопшто. Едноставно, тоа беше проектот кој што ја обедини Република Македонија, која што ја резиднува во сите овие 10 години во разни сегменти, а ја обедини воедно во борбата против една ваква власт. Јас мислам дека стратегијата беше исправна, се објавија доволно материјали кои што укажаа на тоа како и на кој начин владееле Груевски Ахмети во целиот овој период. При тоа, навистина, не се дозволи во ниту еден момент да се наруши стабилноста, безбедноста, да се предизвикаат било какви конфликти. И тоа беше идејата да специјалното јавно обвинителство продолжи институционално да ги реафирмира сите овие позиции, да ги разгледа сите можни индиции за кривични дела, да отвори некои предмети кои што има материјали кои што треба да бидат отворени и по институционален пат да се соопшти на јавноста што е тоа што се правело и кој е тој што треба да одговара за одредени работи. И токму заради тоа мислам дека се наоѓаат и многу начини да се обструира работата и на специјалното обвинителство, а и она што судот или судиите од тефтерчето го прават во периодот, укажува на фактот дека се бара начин како да спасиме една група на... Предадовте ли сите бомби во специјалното јавно обвинителство? Зашто има ве обвинува дека дел сте ги оставиле тука во партијата и сега уценувате со тие бомби? Апсолутна невистина, нешто што се користи за некаква нереална политичка пресметка, така како што предвидува законот, тоа како материјал што го имаше Социјалдемократскиот сојуз се доставено се до специјалното јавно обвинителство и од тука натаму тие располагаат со тие материјали и врз основа на тие материјали ќе може да работат, да гледаме дека веќе постапуваат. Добро, ви благодарам. Благодарам.